оваа позитивна енергија која има сега, треба да продолжиме и да создаваме нова иднина. Јас секогаш ставам акцент на позитивните работи. Сакам да се приклучите сите во оваа убава приказка, да се сплотиме. Затоа имаме една прекрасна програма. Платформа 1198. Платформа за сите да бидете среќни. Да имате подобро утро, да имате подобар живот. Идејата ни е економијата да има раст. Затоа, ние ќе одиме кон тоа, економскиот раст да биде до 5%, да има инвестиции, но и домашни и странски. Планираме 50.000 нови работни места. Планираме и 500 нови вработувања за решавање на проблемот со работниот однос на застрените работници. И ветување едно што често пати го дававме тука во Гази Баба. 5.000 денари за сите пензионери уште во првата година. Ке создадеме услови за секој дете да има место во градинка, а не да има листи за чекање. За секој дете ќе има учебник. За мајките кои се вработени ќе има и финансиска поддршка. За општините планираме за 4 години 1 милиарда евра или 250 милиони евра секоја година на сите општини. Верувам дека, како што сум јас горда на вас, дека вие ќе бидете набрзо горди на нас. Оти знаете што? Татковината не се избира. Татковината се наследува и татковината се остава на потомците. Значи, наш прв интерес е да си ја браниме татковината и да си ги браниме државните и националните интереси. Не верувам дека Македонија е горда на оваа власт и 7 години се предолг период за неа. Ама последиците мислам дека уште долго ќе ги чувствуваме и затоа е потребна една синергија меѓу председателската функција и премиерската и владината и парламентот. Се разбира кога зборувам за парламент, јас не ја заборавам опозицијата, ние не треба да се однесуваме кон неа како таа кон нас, бидејќи тогаш ќе се откажеме од критиката, а верувајте ми, моето мото во животот е дека не обкружувајте се со обожавателки и обожаватели, туку со критичари. Само од нив може да научите и тие ви мислат добро. Иако народот е определен, јасно е дека власта чека пораз. Сакам да предупредам дека знаеме со кого си имаме работа. И забрзано овие денови подготвуваат повеќе сценарија со кои сакаат да ја изиграат волјата на народот и да го ублажат поразот. Ковачевски, веројатно поучен од некои ментори со искуство внатре во партијата, игра една опасна игра. И не би предупредувал нова доколку влогот не беше Македонија. И доколку оваа завера, која ја подготвуваат, не удира силно во темелите на државата. Тој надуи и нуди многу повеќе ресори, министерства и предпријатија, отколку што самата Дуи може да замисли. И ова го прави со една единствена цел. Моли, коленичи, измеќари заедно со Стево Пендаровски за да добијат поддршка за вториот круг претседателски избори. Ваквата завера е дополнета со последните информации кои ги добивам. Со намерата да уфрлат луѓе за потплата на гласови и да вршат притисоци за гласање. А не исклучувам и колективно гласање и нови рекорди за брзо гласање во некои средини и делови од Македонија, какви сме гледале во минатото. Или што би рекол еден политичар кој набрзо ќе биде поранешен, како до сега. Што е одговорот против оваа завера? Освен тоа што верувам дека МВР сериозно ќе си постапи, сакам да кажам дека најефикасниот начин на делување и одговор е да се излезе на гласање. Излезете и гласајте.
гласете масовно уште на претседателските избори, затоа што така ќе го победиме секој подкуп и нерегуларности и така ќе спречиме да ја украдат народната волја. Овој народ овде и народот кој што изминативе 18 дена го гледам низ Македонија како се обединува околу коалицијата Твоја Македонија, ВМРО ДПМН и идниот претседател Гордана Силјановска-Давкова, тогаш сум сигурен дека било какво понижување, било какво измекјарење ќе биде недоволно, бидејќи народот е решен да си ја врати државата во своји раце. Народот е решен да го порази ДУИ и СДСМ и да ја врати Македонија во своји раце. На овој крстопат што си и сакаш свето да го промениш.